давам можност на комуналската јавност, на медиумите да дадам одговор на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО и Советичката група по однос актуелните случувања во градот. Во име на вистината сакам да одговорам на некои поставени прашања од Советичката група и од Општинскиот комитет во насока за вистината за вода. Значи, сакајќи да вршат политички притисок и по политички методи својствени за нивно владење во изминатите години, преку системот за вода и системот за напојување со електрична енергија, која имаат исто така представители на влада, вршат континуиран притисок на локалната самоуправа и тоа во следна насока. Дотурот на вода во летните периоди, секоја година и оваа година, секој година назад и оваа година, имаме недостаток од алтернативен вод во количина од 120-150 литри во секунда и тоа е непуштање на алтернативниот вод байпас. Тоа овие денови на 10 се останаха, на 10 следни го истекнаа. Дефокусирање во насока фискалната стабилност на јавното предпријатие, немање пари, е само дефокусирање на јавноста од главниот проблем. Вода од алтернативни вод Куманово нема. Цената што ја поставува како ултиматум јавното предпријатие 3,5 пати или 350% е поголема од било која општина во Република Македонија. Тоа јасно зборува. Граѓаните треба да знаат дека ова се врши злоупотреба на позиција на управниот одбор и директорот на јавното предпријатие кој е формирано од влада на Република Македонија без да коптираат членови од јавно предпријатие Водовод и водокорисни заедници. Еднострано, по нивна волја, вршат континуирана тортура 4 години и го ослабуваат фискалниот капацитет на јавното предпријатие Водовод. За ова, у некое време и некогаш, тие луѓе мораат да сношат одредена одговорност и упатувам од оваа порака. Сиграат со многу жешка работа. Луѓето се на крај на трпение, особено луѓето кои од високи зони не примат вода 10-15 дена назад и се можни било какви незадоволства и сценарија во нареден период. Затоа од ова место упатувам порака да не се играат и дефокусираат во друга насока, објективно да погледаат и вчера на дискусија ги беше јасно дека водата нема ради тоа што јавното водостопанство, Кумановско, Липковско поле не дозволува алтернативен доток на вода. И тоа е точно. И тука нема друга ниједна алтернатива. Може да зборуваме натамошно за арбитража на цена, за регуларно тело, регулативно тело, комисија за формирање на цена, униформа и така натаму. Меѓутоа, во овој момент на нас не е потребно доток на алтернативен вод. Што се однесува до другите точки изнесени од нивната пресконференција, сакам да истакнам. Во оваа ситуација, кога Куманово се соочува со континуирани блокади за она што било пред 20, 30 и повеќе години, Куманово одговорно тврдам, во моментот е најстабилно, финансиски, фискално најстабилна општина во Република Македонија. Ако и погледаме сите општини каде владее ВМРО, да погледаме, долговите се 10 пати поголеми него на Куманово. Куманово успеа да ги врати старите долгови со едно домакинско работење, со една рестриктивна политика во некои програми кои не се суштествени за град Куманово и Куманово излегува од сите должнички крижи кои се наметнат и исто така од правосудството и од Трезорот на Република Македонија, односно Министерството за финансии. Затоа двојно се намалени финансиските дотации во културата, во социјалата е останато исто ниво, спортот е двојно намален и некои други области каде можеме да делуваме во насока на подобрување на фискален капацитет на локалниот буџет. Што се однесува од третата точка, набавка на возила. Од ова место сакам да ги информирам граѓаните. Донесена одлука за набавка на службено возило како основно средство на општина Куманово, замена на старо кое е повеќе од 9 години и кое прави материјални трошоци на буџет на општина за негово одржување и текувно сервисирање. Затоа, кога ќе се набави возилото и какво возило ќе набавиме, зависи од натамошната финансиска ситуација на град Куманово. Ние донесаме одлука која е буџетски покрепена за можно натамошно интервенирање во насока на набавка на возило. И не треба да се врши една популистичка политика во таа насока да се изкритира локалната самоуправа, бидејќи само како информација да кажам дека јавниот сектор во Република Македонија, кога зборуваме државните органи, агенции, нивните општини имаат над 1000 возила набавени во изминати 7 години.
Ако едно возило, кое е основно средство на локалната самоуправа, пречка во нивната перцепција, односно мотив за да ја дефокусират јавноста од реалните проблеми, а тоа е поскапувањето на енергијасите, нафта, струја, влошување на економската состојба на граѓаните на Куманово, а да се ориентираат на друга насока, можеби некои сфери ќе го прифатат. Меѓутоа, глобално не можат да избегат од одговорност за лошата економска состојба, за се она што се случи на политички план на Република Македонија. Одговорно стојам за сите овие изјави во однос на водоснабдување и ќе застанам со граѓаните заедно во први редови да протестираме и да тражиме правда за основните артикли, тоа е водоснабдување на град Куманово со вода. Дали имате прашање? Да, колку средства ќе бидат одвоени за вода? Имате или само рамките дадени? Ако ме добро следите, јас кажам, одлуката кога и какво возило ќе купиме, ќе зависи од моментот кога фискално ќе се стабилизира буџетот на општината. Овој момент кажам дека сме од најстабилни фискални општини, бидејќи сите долгови кои се од многу децении назад се сервисирани во изминатиот период. Куманово во изминатиот период успеа на однос на денационализација и судски пресуди и враќање на јавниот долг од 2001 година која влада на Република Македонија го потпише како ЕБРД на кредит, врати над 7 милиони евра. Во моментот сме најмалку задолжена општина, не добиваме согласност за кредитно задолжување поради исто политички причини, не добиваме можност за било какви капитални инвестиции од држава. Куманово сам со своји средства се справува со проблемите и решава проблемите од своите извори приходи. А цената на возилото ќе биде објавена кога ќе се објави тендер. Не сме одлучени ни за какво возило, ни за кои габаритни средства ќе бидат потребни за наука. На сонце, јас имам едно прашање, дали веќе некој ги информираше граѓаните од високите зони дека се работи на тоа да се реши водоснабдувањето во тој дел на градот, или се уште постои реална опасност од граѓанска непослушност? Постои голема опасност у наредните денови, ако не дојде до развојна криза, на блокирање на локални патишти, магистрални патишти од граѓаните, тоа е најава на граѓаните. Два дена сум постојана комуникација со министрите на влада Република Македонија, ресорни министри, бидејќи некои од советниците дадоа јасен сигнал дека ова работа е оркестрирана и водена од ресорни министерства и од политички ментори од врвот на ВМРО ДПМН од Скопје. Направив неколку разговори со ресорни министри. На моје жалење добивам одговори кои не се адекватни за дадена ситуација. Во насока, копите нови бунари, правите нови извори на вода и така натаму. Некои процеси кои ќе трајат со години, да не кажам и буџетски, неколку годишни буџети на општина Куманово, а решавањето треба да биде неколку дена. Значи, дефинитивно добив силен сигнал дека ова решамонијада во случувањето меѓу двете јавни предпријатија е силно водена, оркестрирана од централата на ВМРО, се со цел да се даде поголема љага на локалната самоуправа, на јавното предпријатие, да се дискредитира работа на локалната самоуправа, бидејќи причината за тоа е јасна, добивање на ситни политички поени и конечно освојување на власт во општина Куманово. Непопуларна метода, граѓаните мислам че ја разберат и жестоко ќе ги казвам да наредите избори. Во случај да се организираат протести, дали протестите ќе се организираат пред зградата на водостопанство во Куманово или како, што велат граѓаните, каде тие протести ќе заземат место? Не може да кажам дали ќе се организираат и каде ќе се организираат. Протестите може да бидат насочени и према општина Куманово, и према водостопанство, и према други институции како револт на граѓаните за она што им следува, тоа е водоснабдување. Меѓутоа, јас претпоставам дека трпението е на крај на црвена линија, на граница, и мислам дека многу брзо ова работа ќе излезе од контрола. Јас ги замолувам, упатувам апел до релевантните чинители во политичкиот живот на Република Македонија да се тргнат од оваа ѓаволска работа и да превладија разумот и да се најде решение. Бидејќи тука може да има и политички, и етнички, и други недоразбирања кои ќе ескалират во друга насока. Во ова време, у кој има ровити односи на политички план, а пред се во етничкиот план, знаете од кој генеза, овие денови во Македонија ескалира таа работа, да не дозволиме Куманово да влезе во тој оган. Јас
поново упатувам апел и до координатор на советската група кој вешто се крие и манипулира и на Советот и во координација тука. Ни сака да предложи адекватно решение, ни па има желба или волја да влезе во решавање на овој проблем. Тоа не го гледам на него и мислам дека дефинитивно со такво однесување јасно покажува дека целта не е решавање на проблемот, целта е стварање на политички криза.